Ние како влада во изминатите 3 години покажавме дека грижата за децата е наш врвен приоритет. И токму затоа денеска заедно со потпредседателката на владата Шекеринска и со министерот за локална самоуправа сме во општина Долнени се со цел да ги увидиме условите во кои што децата во ова село учат. Утврдивме дека навистина треба да се вложи тука и да се изнајде начин како тие достоинствено ќе следат наставата и со тоа вложување кое што ќе го имаме во овие дечиња во ова училиште навистина ќе придонесеме понатаму и за развој на нашата држава, затоа што секоја држава која што е паметна навистина инвестира во образованието на децата, но во предучилишното и во основното и средното образование, затоа што на тој начин директно влијаеме на развојот на економијата и со тоа создаваме кадри кои што понатаму ќе треба и да ја водат и да ја развиваат оваа држава понатаму. Благодарам. Пред 2 месеци бев тука во Заполжани и разговарав со еден дел од населението кои што се жалеа и бараа помош за бројни локални проблеми. Меѓутоа задоволство ми е што денеска сум тука после 2 месеци да можам да кажам дека како влада успеавме да најдеме решение на проблем кој долго време се провлекува, а се однесува на небезбедното и нехигиенските услови кои што функционираа во ова подрачно училиште. И сакам да кажам дека во селото Заполжани ќе обезбедиме навистина многу подобри услови за живење и за учење на најмладите и дека резултатот е, меѓу другото, благодарение на активноста и на децата и на нивните мајки. Кога последниот пат бев тука во Заполжани, самите побараа дека за да учат, за да бидат добри ученици, за да вложуваат во своето образование, мора да одат на училиште без да се плашат. Мора да одат на училиште во кое што ќе бидат дадени основни безбедносни и хигиенски услови. Очигледно е дека наставниците во училиштето успеале да образуваат деца кои не се плашат да се борат за своите права и како што беа гласни да побараат и тие и нивните родители да побараат подобро училиште, денеска навистина ми е драго што можеме да кажеме дека таа гласност се исплатеше. Ги обезбедивме и размислувавме како да ги најдеме овие пари и пред изборите. Меѓутоа сакавме да покажеме дека проблемите ги решаваме не заради избори, туку заради нашите граѓани и заради нашата одговорност. И затоа кога изборите завршија, кога продолжија да функционираат институциите, можевме да обезбедиме пари и да кажеме дека овој проблем во Заполжани после толку години ќе го решиме на задоволство на сите граѓани, на задоволство на општината и владата, меѓутоа пред се на задоволство и за нашите деца тука. Честитки до нив што беа гласни и борбени, честитки до нивните родители што беа трпеливи и навистина очекувам сите институции и локалната власт и Пелагонискиот регион и ние во владата ќе направиме се ова да биде брзо, ефикасно и успешно. На моје задоволство, денеска заедно со двете подпредседателки на владата, госпоѓата Шекеринска и Царовска, сме присутни во село Заполжани и општина Долнени, каде што најавуваме почеток на реконструкција, да речам најава за реконструкција на училиштето Пецо Даскалот. Средствата заедно со подпредседателката за економски прашања и амбасадорката на Швајцарија ги обезбедивме минатата недела на управачкиот комитет, каде што заеднички се согласивме да инвестираме во ова училиште, да ги подобриме условите за учење на овие дечина од ова село и да на тој начин да ги подобриме севкупните услови за живот на населението. Целта е да луѓето да останат во местата на раѓање, во руралните средини, да си ги работат своите земјоделски, сточарски работи, да ја подобриме на тој начин и севкупната економија. Инвестицијата на ова училиште, реконструкцијата ќе биде помеѓу 5 и 6 милиони денари, од кои што 50% ќе ги обезбеди Министерството за локална самоуправа, 50% ќе бидат, да речем, донација од швајцарската амбасада.